Од денеска се врши функционална проценка на децата со попречености во Струмица. Стручно тело формирано за таа намена ќе одлучува кои деца имаат потреба од образовни асистенти или друга поддршка. Горан Петрушев, раководител на службата за функционална проценка при јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, им порача на родителите да имаат трпение, бидејќи сите деца навреме ќе бидат проценети. Еве, јас сакам да упатам апел до родителите да бидат трпеливи, бидејќи сите деца кои што имаат потреба од образовна асистенција ќе бидат проценети во првата половина на месец септември. Така да проценките се во тек. До сега имаме вкупно проценето над 300 деца за кои што имаме доделено услуга образовна асистенција и некаде околу 200 деца кои што имаат доделено други услуги. Така да стручните тела работат. Во овој период се отвори уште едно стручно тело во Пелагониски регион, така да покрај веќе постоечките две во Скопје и овие две веќе имаме 4 стручни тела кои што прават проценки, така да притисокот ќе биде намален и сите ученици кои што имаат потреба од услугата образовна асистенција навремено ќе ја добијат таа услуга. Во оваа година е зголемена, значи опфатот на деца со попреченост за разлика од ланската година, значи поголем е бројот на деца со попреченост кои што ќе имаат образовна асистенција и бидејќи ова е една темелна реформа во овој сектор, во инклузивното образование, јас повторно ќе замолам за поголема соработка со училиштата, со ресурсните центри и со родителите, со цел да се намали притисокот кој што се прави врз стручните тела за функционална проценка. Проценката се врши во основното училиште Сан Домасев во Струмица, што според Петрушев е добра промена и децата ќе бидат поопуштени. Инаку битно разликата што е во оваа проценка е што истата не се извршува во здравствени установи, туку се извршува во некои простории кои што се природни за децата, како што е овде сме во училиште и тука ја правиме проценката, значи едноставно целиот начин на проценка е променет и за една проценка ни е потребно повеќе време, значи се задржуваме некаде во просек заедно со обработка на материјалот и со проценката и со разговорот со родителот, некаде околу 3 до 4 часа ни се потребни за една проценка за едно дете и тука е разликата, бидејќи порано во 4 часа се проценуваа над 20-30 деца, а сега 4 часа се потребни за едно дете, така да тоа е квалитативно променет начин на работа и поради тоа, нели, малку е поспора проценката за сите деца. Но, бидејќи работиме од јануари, веќе, како што кажав, имаме проценето вкупно околу 500 деца, така да едноставно продолжуваме. Битен ни е квалитетот, не е битен квантитетот, значи битно е квалитетно да се направи проценката, да се утврди функционалниот статус на детето и да се види кои се неговите потреби. До сега на ниво на држава се проценети околу 500 деца.